Мојата кариера ја започнав одамна, во 2004 година, во една од нашите државни болници, каде што работев цели 2 месеци и кога очекував со некој интересен договор на дело тогаш, и кога очекував тој договор на дело да премине во постојан работен однос, бев информиран дека работниот однос завршува, дека на моето место е примен кандидат кој што е партиски одобрен и изгласан таму во партиските комитети. Партизацијата е главната причина што оваа држава не може да почне да се развива како што би, барем јас би посакал да се развива. Од една едноставна причина, бидејќи луѓе кои што се поранешни лепачи на плакети, кои што ги финансираат политичките партии, се поставени на раководни функции, се поставени на места кои што треба да одлучуваат за судбини на останатите луѓе во оваа држава. И се такви луѓе не носат ништо добро, бидејќи го немаат своето потребни квалитети, немаат знаење, немаат професионализам. Партизацијата во културата од секогаш била сериозен проблем. Меѓутоа сега сметам дека го има допрено дното. Лажна транспарентност, медиокритетско фаворизирање, неоснована промоција се само дел од проблемите во културата. Буквално ерозија во секој сегмент на културата во Македонија. Се дека луѓето кои што ќе бидат поставени на раководни функции нема да бидат избрани поради партиски клуч. Нема да зависат од тоа дали една партија е на власт или не. Нема да биде битно дали е тој партиски миленик, односно партиски симпатизер, член во некоја партија. Туку ќе го има квалитетот што е потребен за таа позиција. Ние дури тогаш ќе може да очекуваме некакви подобрувања во нашата држава. Ние целосно ги поддржуваме европските интеграции како рамка и неспоредлива поддршка за реформите во државава. Меѓутоа не никогаш и никако како фоскула и покритие за лошо владење. Процесот на пристапување кон Европската Унија може да има смисла само доколку има реална општествена сила која што ќе ги спроведе потребните реформи. Промените мора да се случат и промените зависат само од нас. Тоа е наша борба и тоа е наша должност. Здравје пред профит треба да ни е водилка при имплементација на целото законодавство од животна средина. Енергетската транзиција треба од загадувачки индустрии да премине кон чисти индустрии. Државата треба да обезбеди систем за оние кои што се најранливи во загадувачките индустрии, да им помогне и да ги вработи во новите индустрии. Сончев панел на секој кров треба да ни е водилка во енергетската транзиција кон чиста и обновливи извори на енергија, за да може секој граѓанин да биде дел од таа енергетска транзиција, да може да заштеди, па дури и да заработи од процесот на производство на електрична енергија. Енергетскиот систем треба да припадне на граѓаните, а не повторно да оди во истиот систем на олигарци кој што и претходно беа во загадувачките индустрии. Лирија е шпрехjes, лирија е медијаве, сигурија е газетарve. Janë të patjetërsueshme për demokracinë e një vendi. Institucionet duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të mbajnë të përgjegjshëm të gjithë ata që shpërndajnë gjuhë të urrejtjes ndaj gazetarëve dhe veçanërisht ndaj gazetarëve gra, të cilat shumë shpesh janë cak i gjuhës së urrejtjes, i kërcënimeve dhe ofendimeve. Pa liri të shprehjes dhe pa liri të medjave nuk mund të kemi një shoqëri të shëndosh. Заминав во Велика Британија, во еден друг систем, и во кој што многу брзо се адаптирав и за 4 години успеав да станам, бев промовиран во шеф на целиот оддел за магната резонанца во Imperial College Hospital во Лондон, една од водечките болници во Англија, па и во светот, болница која што поставува стандарди на светско ниво. Морам да кажам дека сето тоа се случи некако многу лесно, во систем кој што е организиран, многу брзо го наоѓаш своето место, не мораш да правиш ништо екстра од тоа што си ти. Нашите граѓани се успешни кога се заминуваат од нашата држава. Не е проблемот во поединецот, проблемот е во системот. Граѓанскиот ангажман треба да биде сршта на една демократија. Демократија не можат да бидат само партиите. Политика не можат и не смеат да бидат само партиите. Политика треба да биде и кревањето глас на протест, и потпишувањето петиција, и волонтирањето, и донирањето. Замислам да живеам во едно општество каде што здравството ќе функционира безпрекорно, каде што во судот нема да мора да
се бркаат врски да докажам дека сум исправен ако сум исправен или да ме заштитат ако не сум исправен, каде што кога ќе отидам во еден државен орган, нема да ми биде потребно да познавам некого за да можам да ја завршам работата која што се завршува за 5 минути. Да се зборува за Европската Унија, да се зборува за Европа како цел и како вредност, а да се владае со корупција и со непринципиелно политичко пазарење е што друго ако не навреда и повреда на граѓанското достоинство. Тоа е наш колективен пораз. Тоа е колективен пораз на сите оние заложби за градење на модерна демократија. Замислете да дишаме чист воздух. Замислете да јадеме здрава храна од плодни почви. Замислете да пиеме вода од чисти реки и извори. Здраво е збор кој што го користиме секојдневно и треба да не потсети за што ни е најважно. Вистински луѓе на вистински места, вистински професионалци, ќе успееме сите заедно да изградиме таков систем во кој што ние како млада генерација и нашите идни генерации ќе живеат многу поубаво и многу полесно. Сега замисли ненаместени конкурси, замисли вистински луѓе на вистински места, замисли квалитетни уметнички дела без оглед на политичката провиненција, замисли култура без корупција. Вистинската политика е онаа политика со мало п, големи идеи и конкретни резултати. Замислете и вие да живеете во една таква држава каде што навистина сите ние ќе бидеме задоволни и кога ќе одиме по улица ќе бидеме насмеани бидејќи знаеме дека се функционира како што треба да функционира. Јас сум Сашо Серафимовски, режисер. Замисли со мене да си дел од најголемите театарски дела, мега проекти во Полошко без грам финансиска партиска култура и поддршка. Замисли да креираме вистински театар, оригинален театар без коруптивно партиско сиже. Замисли да креираме без стеги, без инструкции, независно, слободно и дрско. Замисли со мене европски интеграции како поддршка на реформите, а не како празни флоскули и покритие за лошо владење. Јас сум Антонио Јовановски, замисли со мене чиста животна средина. Замисли со нас и бори се.